Матичните гинеколози бараат измена на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита. Забелешките на матичните гинеколози се однесуваат на доместокот за капитација, кој според членот 5 од овој правилник е потенцијален месечен износ за надоместокот, кој осигуреното лице може да го донесе како износ кој се плаќа на здравствената установа за тимот на избраниот лекар за обезбедување на услугите. Според матичните гинеколози, капитацијата од 50 динари по пациент е ниска. Бара да се зголеми за уште 5 динари, со што би се усогласила со капитацијата што ја добиваат општите лекари и педиатрите. Фондот за здравствено осигурување им ја зголеми висината на капитацијата на општите лекари, но и на педиатрите на 55 динари во јануари. Ова се случи откако тие претходно подпиша анекс договори за 2016 година. Ние не ги прифаќаме бидејќи условите не беа прифатливи за нас и сега работиме според договорот од 2014. Сметаме дека ова е направено бидејќи бодот треба линеарно да се зголеми за сите, а не само за некои. Дециден Душко Филиповски, претседател на Сдружение на матични гинеколози. Тој предлага два модели на плаќање. Првиот би бил групирање според возраст, затоа што, како што вели, не е ист ангажманот пред, после и за време на репродуктивниот период на жената.